Поздрав до сите вас, драги пријатели, кои вечерва сте заедно со нас. Посебен поздрав до оние кои вечерва ни се придружија. Сите сме добре дојдени и верувам дека и вечерва ќе отвориме уште една тајна во рамките на оваа серија на предавања, тајна на Божјата драма. Вие кои бевте синоќа, верувам се сеќавате зашто зборувавме. Спасител на сите луѓе. Исус Христос е единствениот спасител. И зборувавме дека Исус го отворил патот на животот. Сатаната од своја страна поставил пречки, но видовме дека Исус дошол на оваа земја, живеел и на крајот умрел, беше раснат, но тој воскресна и на тој начин го победил сатаната. Вечер водиме еден чекор понатаму, како што водителката кажа, темата е на оптуженичката клупа или обвинителна клупа. Никој од нас не сака да биде на суд. Може би сте биле еднаш или два пати во вашиот живот, не по ваша вина, но сепак да се оде на суд не е така лесно. Синоќа спомнавме дека Исус беше на оваа земја 40 дена во физичка форма после воскресението. Меѓутоа, синоќа спомнавме дека тој се вознел и околу 500 луѓе го виделе, го испратиле горе на небото. Меѓутоа, знаеме дека Исус денеска врши една посебна служба на небото. Значи, Исус не отишол на небото како турист, туку тој отишол со една посебна служба. Синоќа видовме на завеса која се раздвоила на два дела, од горниот дел па надолу, и рекоме дека тоа се случи кога Исус воскресна и многу луѓе воскресна со него и тој ги поведе горе на небото. Меѓутоа, што се случува горе на небото денеска? Библијата зборува, почитувани, дека на небото постои еден процес наречен судски процес. Значи, ние вечерва врз основа на Библијата ќе отидеме малце горе на небото и да видиме што се случува зад завесата. Верувам дека ова предавање ќе го привлече нашето внимание. Пасторот Јанош Ковач Биро, кој долго проповеда и држи вакви предавања, во својата служба посетил разни затвори. И тој во една своја книга пишува, ги истражувал проблемите зошто затворениците се нашле во затвор. И така отишол во еден затвор и разговарал со еден човек и го прашал зошто тој се нашол токму во затвор. И еве ја приказната за овој настан. Во една прилика полицијата уапсила еден убиец, значи убил човек. Го затвориле и чекал извршување на пресудата. Така додека чекал на извршување на таа пресуда, за неговото однесување, тој многу лошо почнал да се однесува во самиот затвор. Додека чекал, неговата сопруга правила се од своја страна да го убеди градоначалникот да потпише аболиција или помилување и да го отпушти од смртната казна, бидејќи овој човек бил осуден на смртна казна. Така отишол кај градоначалникот, изборувала таа дека нејзиниот човек е добар, дека не сакајќи губил човекот и така натаму, се со цел да влие на самиот градоначалник. И интересно, градоначалникот решил да излезе во пресед на оваа жена. Ја сменил смртната казна, но сакала лично да отиде и да го однесе писмото во самиот затвор и да го посети убиецот. Влегол внатре, го повикале овој човекот, но еве што кажал овој градоначалникот: "Господине, јас сум овде во ваш интерес. Дојдов да ви донесам писмо, дојдов да ви помогнам." А тој почнал повторно да вика: "Не ми треба ваша помош, оставете ме на мир и онака наскоро ќе умрам." Затвореникот почнал уште да се дере, да го псуе човекот, не знаејќи кој стои пред него. Гувернерот, односно градоначалникот, бил изненаден, бидејќи жената од овој човек зборувала со други работи, со други карактеристики, дека сопругот од оваа жена е добар. Меѓутоа, човекот се вратил назад, отишол во својата канцеларија и го скинал тоа писмо на помилување и сега напишал друго писмо. Во писмото тој еве што напишал: "Многу ми е жал. Те посетив во келијата со радосна вест. Сакав да те ослободам од смртната казна, но ти грубо се однесуваше кон мене. Сега
Не постои друг избор. Туку писмото што го носев, го скинав, а сега ти ќе ја дочекаш твојата смртна казна. Кога го добил писмото, затвореникот, второто писмо, бидејќи првото било неле ослободително, но било веќе скинато, овој затвореник се изненадил, бидејќи не знаел дека пред него, односно во собата, дошол самиот градоначалник со писмо на ослободување. И тој седнал, зел пенкало и напишал сега одговор на самиот градоначалник, и еве што напишал. Сенката на смртта го затемни мојот ум и моите мисли. Сето тоа делуваше на моите дела. Не сакав да бидам толку груб и безчувствителен. Ве молам, простете ми и дајте ми уште една шанса. Нова молба, градоначалникот испратил следен одговор. Вие добивте втората шанса кога јас бев во затворот. Нема да умрете поради тоа што сте случајно убиле човек, туку затоа што ја одбивте милоста. Почитувани пријатели, Бог и нам денеска ни нуди милост. Многу луѓе ќе бидат изгубени во оној ден, ќе се најдат во на група на изгубените не затоа што биле лоши, туку затоа што не ја примиле милоста, дарот. Пред некој вечер зборувавме како Бог зборува на човештвото. Бог зборува со јазикот на сите народи и рековме дека Божјата благодат, Божјата милост допира до секој човечко срце, но од нас, луѓето, зависи дали навистина ние ќе ја прифатиме. Ајде да го погледнеме извештајот кога Исус требало да напушти нашата земја. Синоќа нешто зборувавме за тоа дека Исуса го испратиле околу 500 луѓе. Значи, кога Исус заминал од оваа земја, го испратиле повеќе сведоци или очевидци. Еве го текстот во Марко 16:19. А откако им го рече ова, Господ се вознесе на небо и седна од десната страна на Бога. Многу јасно е опишено. После 40 дена Исус бил на оваа земја, се дружил, посетувал, јадел, пиел, спиел, меѓутоа бил во прославено тело. Но после тие денови Исус, вели Библијата, заминал. И седнал од десната страна на својот Отец. Зошто ова многу важно да го знаеме? Значи, Отецот и Исус Христос е од десната страна на неговиот Отец. Понатаму апостол Павле, еве што кажува. Тој е одблесок на Божјата слава и отпечаток на неговата суштина и држи се за својот мокен збор. Откако преку себе ги очисти нашите гревови, седна од десната страна на престолот на Севишниот во висините, величието на Божиот Син. Интересно, овде гледаме дека Исус се вратил после 33 години поминати на оваа земја. Тој се вратил горе на небото. Меѓутоа, Исус седи од десната страна како наш представник. Интересно, Исус сега носи човечко тело, Бого-човек станал. Исус има на своите раце белези од шајките со кои бил прободен. Исус има и други белези на своето тело како знак дека бил на оваа планета. Меѓутоа, Исус станал и управител, односно, тој денеска е посредник за сите нас. Исус нас не застапува пред својот татко. Исус е наш бранител, зашто вечера ние ќе зборуваме за судот и ќе видиме кој ќе не суди, кој ќе председава на тој суд. Тој не застапува навистина во многу случаеви. Апостол Павле понатаму продолжува и еве го текстот, кој е тој што ќе суди? Христос Исус, кој умре, но уште и воскресна, кој е од десната страна на Бога и се застапува за нас. Интересно, Исус и ќе суди и ќе застапува. Се врти околу Исуса. Во првото предавање, кога зборувавме за тајната на човековото потекло, рекваме дека Исус создавал, секако заедно со Тројството, но Исус е тој извршителот, кој се отелотворил подоцна и станал човек, за да се доближи до човештвото. Зошто некој треба да не застапува почитување? Затоа што сатаната од друга страна не оптужува. Тој не може да се помири со фактот дека Исусовата смрт и Исусовото воскресение донесува победа. И затоа сатаната преку римските војници поставил стража. Тој го знае планот, тој знае историјата.
Сатаната добро го знае Стариот Завет, пророштвата за Исус Христос, и затоа тој преку Пилат поставил стражари со цел да го задржат Христа во гробот. Но спомнавме, 1.000.000 војници римски не можеле да го задржат Исуса во тој студен гроб. Тој не може да се помири, Сатаната, секако со фактот дека ние преку благодата Исусова добиваме подарок, и тоа вечен живот. Затоа Сатаната така ги подредува околностите понекогаш во нашиот живот, да дојдат неволи, да дојдат маки, да дојдат искушенија, да дојдат проблеми и на крајот смрт. Се со цел да се откажеме од Бога. И некои на жалост се откажуваат. Кои ќе најдат на проблеми и на искушенија, тие велат: каде е Бог? Зошто молчи? Зарем не сте слушнали такви прашања? Значи, кога се ни оди добро, тогаш се е во ред. Меѓутоа, ако дојдат непредвидени работи, сите го оптужуваат Бога, а никој не го оптужува оној другиот кој ги задава или ги дава болките, проблемите, маките и болестите. Сатанат едноставно почитува не тера да бидеме груби, да во нервоза направиме нешто што подосна можеби ќе се каеме. Што велат луѓето во пијанство ќе направат такви глупости што подосна можеби ќе се срамат, но Сатаната е извор и на пијанството и на секое зло на оваа земја. Затоа апостол Јован вечерва еве што не храбри. Вели: чеда мои, овој го пишувам за да не грешите, но ако и некој согреши или сгреши, кај Отецот имаме застапник. Гледате овде Исус која улога игра. Исус е наш застапник, наш представник. Исус Христос праведникот. Не може да биде ниту Дева Марија, ниту папата или некој светец. И денеска некој светец. Скоро секој ден има светци по некои календари. Меѓутоа, никој не може нас да не застапува на небото. Зашто спомнавме пред некоја вечер, кога човек ќе почине, тој оди во гроб. Престанува да размислува, да јади, да пие. Животот се враќа кај Бога, кој е извор на животот. И не може душата на мртвиот да оди горе и да не застапува. Исус Христос, овде Павле вели, е наш застапник. И ние токму вечерва ќе зборуваме за Исуса, нашиот застапник и спасител. Секојаш кога ќе погрешиме, можеме во молитва да клекнеме и да му кажеме на Бога за својот проблем, а тој е подготвен да ни прости. Секако, и водителката спомна дека никој од нас не сака да оди на суд. Не е лесно да се оди на суд. Кога ќе поминеме во близина на судот, многу луѓе се возбудуваат. Срцето почнува да чука појако и посилно. Еве, што испитале психолозите во врска како се однесува човек кога ќе отиде на суд, па макар и невиновен, макар си сведок, или едноставно си се нашол таму, а камоли да си направил некој проблем или да си го прекршил граѓанскиот закон. Еве што тие приметиле кога човекот ќе седне на таа обвинителна клупа. Вели, тоа утро, кога почнува судскиот процес, кај оптуженикот ги препознаваме симптомите на голем стрес. Рацете му се ладни, вегите испотени, лицето црвенело или бледо, очите му се црвени, гласот рапав, неприродно и често прозевање, му се суши устата и често оди во тоалет. Тоа се симптомите на човек кој е во судница или кој треба да оди на суд. Гледате колку судот влијае на нас. Тоа не може да го контролираме. Раците му се ладни, се поти, црвенило или бледило, очите му се црвени, гласот рапав и така натаму. Психијатрите велат, почитувани, дека овие симптоми не ги одминуваат дури оние кои се невини. Кога човекот се качува по самите скали во судот, овие симптоми се појавуваат еден по еден, без разлика, како што реков, дали сме виновни или не. И знаете дека и во Вселената постои суд, не само овде на земјава. И еве да го прочитаме текстот. Во книгата на пророк Данијел. Данијел видел, вели, видов најпосле дека се поставија престоли и седна старец. Облеклото му беше бело како снег, а косата на главата негова како чиста волна. Престолот негов личеше на огнен пламен, со тркала како оган што пламти. Река огнена излегуваше и минуваше пред него, и сега обратете внимание, илјада му служија, а 10
илјади по 10.000 стоја пред него. Седна судиите и книгите се отворија. Гледате овде во множина. Седна судиите и книгите се отворија. Хајде сумислите да се префрлиме горе на небото. Може би гледајќи преку призма на земските судови. Овде вели судиите седна и книгите се отворија. Библијата два пати скоро потврдува или објаснува дека на небесниот суд не заседава само еден судија кој ќе суди, туку заседаваат и поротници. Нешто слично како и во земските судови. Овде вели дека и книгите се отворија. Книгите се отворија. Значи, во центарот на збиднувањето на небесниот суд, почитувани, е процесот на судењето. Тука нема подмитување, тука нема подкуп, тука нема преку врски, ајде да ја намалиме казната или да биде ослободен. Оваа судска представа се одвива пред целата вселена, пред живи суштества. И другите светови го наблюдуваат тоа судско рочиште, зашто сите се заинтересирани за оваа земја. Зашто оваа земја е најнапатена, грешна. Другите светови се светови без греев. И затоа нашата земја ќе биде во центарот на вниманието. Ќе се испитува дали Божите принципи на неговата правда биле испоштовани или оптужбите на сатаната ќе надвладеат. Зашто на таа обвинителна клупа ќе биде ставен Бог, самиот Бог, не јас и ти. Ние сме споредни во овој процес. Самиот Бог, неговиот карактер, неговото име ќе биде судено. Од една страна сатаната со аргументи ќе дојде против тебе, против мене. Сатаната ги бележи моите гревови твои. И тој ќе дојде со цела автовка, со цела торба на твои проблеми кои си ги правил. И тој ќе те оптужи пред Бога, пред овој суд. Но ќе видиме како и на кој начин Бог ќе не ослободи. Затоа овој суд е многу важен. Ќе биде предмет на гледање, на посматрање на целата вселена. Постојат овде, вели, прецизни белешки. Се водат белешки на небото. Даниело видел многу свитоци, односно записи. Бог води евиденција, а и ние водиме евиденција. Дали здравствени евиденции, дали книговодителни, дали некои други спортски и така натаму. Има луѓе кои чуват спортски списанија и си прават картотека и така натаму, или некои други историски податоци. Значи, многу се важни овие податоци на небото. И затоа овде вели Даниело, книгите се отворија. Значи, на небото постојат прецизни извештаи. Зошто се овие извештаи важни? Затоа што Бог го прати мојот и твојот живот. Сите кои го прифатиле Бога, ја прифатиле неговата благодат и неговата милост, и сето тоа е запишано во книгата на животот. Одиме понатаму да го читаме следниот текст. Не се продават ли две врапчиња за еден денар? И ни едно од нив нема да падне на земјата без волјата на вашиот Отец, а вам ви влакната на главата ви се изброени. Значи, ние сме предмет, драги пријатели, на Божјата милост и љубов. Затоа Бог бдее, Бог на секој човек му доделил ангел. Кога човекот се родил, Бог му доделува ангел. И тој ангел ќе го прати цел живот. Тој ќе ги бележи нашите добри и лоши работи. И тие ќе бидат запишени во тие небесни регистри, во небесни книги. И затоа Даниело вели, книгите се отворија. Бог води сметка, како овде што пишува, и за врапците. Нашата коса, влакната на нашата коса се изброени. Со овој пример Исус сака да каже дека ние сме многу битни. И Исус затоа и дошол на оваа земја. Навистина, како Бог имаме ние почитувани. Дури и влакната на нашата глава ни се изброени. Значи, Бог се знае. Еве го текстот, иако е латиница, ќе го прочитаме, кој вели, може ли жена да го заборави породот свој? Дали може? Има ли случаи кога некои жени ги заборават своите деца? Има, на жалост. И тоа е дело на гревот. А да не се смилува на челото на утробата своја. А и кога би го заборавила, јас тебе нема да те заборавам. Ете, на своите дланки сум те врежал. Твоите дзидови
секогаш се пред мене. Ние рековме и синоќа, Бог не ги бележи лошите луѓе на левата дланка, а десните, добрите на десната дланка. Не. Сите нас не Бог врежал и не сака до крај, но зависи од нас дали ние ќе останеме со Господа. Затоа, почитувани, белешките се многу важни, да се забележи. Што кажаме пред некоја вечер? Паметните што прават? Пишуваат. Зашто ние велиме, ај ќе запамтам. Не се памти. Многу информации, многу стресови, многу работи доаѓаат и се заборава, но зато се битни се белешките. Во Норвешка на 22 јуни 2011 година Андрес Брейвик, облечен како полицаец, отишол на островот Утоја, каде што се одржувал омладински камп. Дали се сеќавате за овој настан? Во тоа време ние бевме во Холандија кога се случи овој немил настан. Со себе овој човек имал пушка и пиштол. Со пиштолот ги убил децата кои биле во негова близина, а со пушката оние подалечните, преку брегот на езерото од другата страна. Прво ги убил они кои молеле за милост. Замислите, молеле за милост, а тој свесно ги убил. Пред тоа во Осло, во главниот град на Норвешка, детонирал автомобил бомба и тогаш усмртил 77 лица. Во април 2012 година отпочнал судскиот процес против Брейвик. Еве како еден новинар кој бил присутен на самото судење го опишува излагањето на Брейвик пред судот. Без никакви емоции, значи тој е впечаток на новинарот кој седел во судската сала. Без никакви емоции, потполно ладнокрвен, ги опишувал деталите на убиствата кои ги сторил на островот Утоја. За 1,5 час предизвикал смрт на 77 лица. Брейвик изјавил, тоа е сега цитат негов, кога во рацете ги зедов пушката и пиштолот, 100 гласови во мене се бореа тоа да го направам. Тоа се зборови на масовен убиец, констатира овде овој новинар. Знаете ли што е пострашно од тоа? Поставува прашање овој новинар. Што во секој од нас постои мал Брейвик. Во секој од нас постои мал Брейвик. Брейвик ќе го осудат на доживотен затвор најверојатно. А стручњаците, психијатрите велат дека во Европа помеѓу нас живеат најмалку 400 луѓе со профил на личноста слична на Брейвик, кои во општеството се темпирани бомби. Еве, ове денови се случи трагедија во Париз. Тоа се тие, непредвидени, не знаеш кој оди поред тебе, што носи во себе. Секој час може да експлодира таква, условно кажано, бомба. Брейвик 9 години, пишува во неговата историја, планирал, секоја минута ја испланирал, секоја секунда, секој гест, секој време, секој ден, што ќе направи и како ќе направи. Во Европа, реков, постојат барем околу 400 такви луѓе, кои имаат слични размислувања и коваат слични планови. Не знаеме кога, дали утре или некој друг ден, некој друг ќе стори нешто и ќе биде запишан во историјата на општеството. Што се случува, почитувани, со луѓето во овој свет? Постои една убава поема која се вика Отисоци во песокта. Еве го овој Брейвик. Кога во рацете ги зедов пиштолот и пушката, 100 гласови во мене ми зборуваа да го сторам тоа. Што мислите, кој му зборал во умот? Па тоа се стотици милиони демони кои го нападнале, а тој не можел да се спротистави зашто не побарал помош од Бога, да се отргнат тие мисли, да се очисти неговиот мозок од тие негативни емоции. 9 години планирал како ќе го стори тоа убиство. Постои поема под наслов Отисоци во песокот. Се вели во оваа поема, односно човек кој сонувал. И еве што сонувал. Сонувал како шета по плажата со Господ.
на небото се прикажували исечоци од неговиот живот. Во секоја сенка на песокот се појавувале два пара на отисоци на стопала. Една која припаѓала на него, а другата на Господ. Значи, тој во сон гледа на брегот, во песокта, два пара на стопала. Кога последната сцена завршила, уште еднаш погледнал во отисоците на песокот. Примител дека на многу места, кои биле поврзани со неговиот животен пат, постоеле само еден отисок на стапала. Исто така приметил, кога му било најтешко во животот, кога поминувал тешки моменти, само еден пар на отисоци во песокта. Тоа го узнемирило и тој решил да го праша Бога. И еве што праша: Господе, ти ми рече, кога ќе одлучам да те следам, за секогаш ќе бидеш близу мене. Меѓутоа приметив, кога ми беше најтешко во животот, сум бил сам. Само еден отисок на стопала во песокот. Не разбирам, Боже, како ти да се ме напуштил токму во тие најтешки мигови во мојот живот. На тоа Господ еве што му одговорил, да читаме заедно. Дете мое, те сакам и никогаш не би те напуштил. Во најтешките мигови на твојот живот, тамо каде што гледаш само еден пар на отисоци на стопалата, бев со тебе и те носев каде? На своето рамо. Тој е нашиот Бог, почитувани. Во Него може да имаме 100% доверба. Кога ни е најтешко, тој е најблиско до нас. Како што детето кога е болно, мајката е најблиско до тоа болното дете, иако другите тука се поред неа. Бог е секогаш поред нас. Бог не носи на своето рамо. Бог затоа, почитувани, на судот ќе ги отвори тие записи. Сатаната ќе дојде со цела торба оптужби, но Бог, Исус Христос, ќе не одбрани. Но затоа денеска е битно ние да го запознаеме тој наш бранител. Денеска е битно ние да го запознаеме тој наш спасител, зашто ако денес не го направиме тоа, тогаш ќе биде доцна. Одиме понатаму. Зашто Бог не е неправеден, та да го заборави делото ваше и трудот на љубовта што ги покажавте во Негово име, откако им послуживте и им служите на светиите. Да, почитувани, Бог не заборава. Бог секогаш е поред нас. Тој никогаш нема да не заборави. Што е со гревовите? Еве го текстот. А јас сам ги бришам твоите престапи заради самиот себе и гревовите твои нема да ги спомнам. Гледате каков е милостив Господ, но мора да ги исполниме некои услови. Мора да дојдеме кај Него да побараме прошка. Јас сам, Бог вели, ги бришам твоите гревови. Навистина, каков Бог ние имаме. Бог ветил дека нема да се навраќа на она што е сторено во минатото. Тој ќе го избрише и ќе го фрли во длабочините морски. Река огнена, Данило вели, и гледа во свое видение, излегуваше и минуваше пред него. 1000 му служија и 10,000 по 10,000 стоја пред него. Седна судиите и книгите се отворија. На кого му се потребни записите, почитувани? На кого му се потребни тие книги горе кои ќе заседава тој небесен суд? Дознаваме дека поротниците на судот сакаат да видат што направил Бог, што направил за човештвото. Дали оптужбите на сатаната се веродостојни или пак се паушални? Знаете, ние на судот сме Божи партнери. Бог ќе биде ставен на таа обвинителна клупа, но сепак ние сме тука во близина. Ние сме Божи партнери на небесниот суд. Небесниот суд го сочинуваат создадени суштества, интелигентни суштества, представници на создадени суштества од другите краеви на Вселената. Небесниот истражен суд се одвива пред Христовото второ доаѓање. Може би вие кои не ја знаете целата библиска теологија во контекстот на судството, само да ви објаснам накратко. Значи, кога Христос заминал пред 2000 години, отпочнал тој судски процес 1844 година, според пророштвото на Данило 8 глава. Сега не имаме време тоа да го објаснуваме, но од таа година почнал тој истражен суд горе на небото. Од првиот човек. Кој беше првиот човек на земјава? Од Адам. Па после Каин е тој кој направи грев, уби брат свој. Меѓутоа, од првиот човек па до наваму се врши претрес
заседава тој небесен суд. Значи судот се одвива сега, пред да дојде Христос на оваа планета. Кога ќе дојде Христос, тој веќе ќе знае кој е прва група, кој е втора, кој е спасен, кој е изгубен. И затоа е многу важно да ја разбереме во вистина, во овој процес, каде се ние наоѓаме. Зашто може наскоро Исус да дојде, а ние може да се најдеме во едната или во другата група. Значи, поротниците ќе ги отворат книгите и ќе видат каде подклекнала Ева, Адам, Аврам, Јосиф и останатите луѓе кои живееле во минатото, кои живеат денеска и кои ќе живеат до Христовото доаѓање. Но, знаете, Христос ја почитува нашата слободна волја. Ние спомнавме пред некоја вечер кога Ева дошла пред дрвото, сама одлучила. Иако тие се обвинувале еден со друг, но Бог не сакал да ја поремети човечката волја. Тој не сака и нашата волја денес да ја поремети. Значи, пред Христовото доаѓање, почитувани, ќе се отворат небесните книги, а постојат 3 книги на небото. Книга на животот, книга на смртта и книга на добрите дела. Тоа го пише во Библијата, може да го проверите. Значи, библиски тоа е докажено. Таму ќе се отворат тие небесни книги и врз основа на тие небесни извештаи поротниците ќе донесат суд, односно решение. Тие книги ќе бидат отворени. Бог ќе биде ставен на обвинителната клупа, ѓавот ќе биде обвинител. Но одиме понатаму. Значи, Бог е оптужен, сатаната оптужува. И против Севишниот ќе зборува. Кој ќе зборува против Севишниот? Ѓаволот, сатаната. Вели, ќе зборува и ќе ги угнетува светиите на Севишниот. Овој збор светиите се луѓе кои одлучили да го следат Христа. Не се тоа светци, туку луѓе кои одлучили да го следат Христа. Дури ќе помисли да ги измени празниците нивни и законите нивни, па тие ќе бидат предадени во раката негова за време од 3,5 години. Значи, сатаната ќе ја напаѓа директно Божјата личност, Божјот авторитет, Божјот карактер. Тој денес го напаѓа. Меѓутоа, неговите сили полека ослабнуваат. Бог ќе биде оптужен дека не сторил доволно во процес на човековото спасение. А нова оптужба Бог ќе каже: во ред, сатано, ајде да излеземе на суд. Па судот нека одлучи да видиме кој е виновен, а кој е праведен. Тогаш Бог седнува на таа обвинителна клупа. И неверојатно, Бог навистина седнал на таа обвинителна клупа. Сатаната оптужува, таткото на лагата зборува вистина и ги набројува нашите гревови. Не лаже сатаната. Тој ќе дојде со готови докази против тебе и против мене, против сите нас. Зашто ние сме грешни и во грешна природа сме живеели, сме паѓале, сме станувале. Тој ќе дојде со готови оптужби на судот да те оптужи тебе и мене. Но знаете што? Сатаната е како терористички водач во Вселената. Ќе проба да посее семе на сомнеш во небесниот суд. Како што посеел семе во мислите на Ева, кога рекол: навистина ли е дека Бог забранил да не јадете, а Ева додала уште и да не допирате, тоа Бог не го кажал. Едноставно тоа било прв чекор на сомнеш. Сатаната ќе оптужува. Христос е наш бранител и почитувани. Тој сега ќе стапи на сцена. Кога ќе го погледа сатанат, ќе му каже: да, сатано, ти си во право. Си ги набрал гревовите на Јанко, Петко и Станко. Точно е, нови луѓе. Но знаете што, сатано? Тие луѓе сгрешили, но се покаяле. Го примиле мојот подарок на благодата што јас им ја дадов. Го примиле подарокот на вечниот живот и поверувале дека јас сум умрел на Голготскиот крст наместо нив. Сатано, во твоите белешки тоа не е забележено, но во небесните евиденции се сите оние кои прифатиле мојата жртва. И навистина текстот вели, еве го текстот: тие го победија со крвта на јагнето и со словото на своето сведоштво и не се грижија за животот свој дори до самата смрт. Тоа се луѓе кои поминале ни своји проблеми и искушенија, ни своји гревови. Но Исус вели, текстот вели, го победија со крвта на јагнето. Значи, тие луѓе се повикале на Христовата правда,
на Христовиот живот, на Христовата смрт и воскресение. Текстот понатаму вели, па што ако некои не поверувале? Дали нивната безверност ќе уништи Божјата верност? Никако, Павле вели. Нека се признае дека Бог е вистинит, а секој човек лажлив, како што е напишено, да се покаже дека си праведен во зборовите своји и да се покаже дека си праведен во зборовите своји и да победиш кога ти се суди. Гледате доли што пишува на дното од текстот? Да победиш кога ти се суди. Како ќе победиме, драги мои? Ако се повикаме на Исуса, не на светците, не на некои верски лидери или водачи. Тие се смртни и почиваат во своите почивалишта. Ние треба се повикаме на нашиот Спасител, на Исуса Христа. Тој е жив, тој нас не застапува на небото. Следниот текст, еве што вели. И ние познавме љубовта која Бог има кон нас и поверувавме во тоа дека е Бог љубов и дека оној кој пребива во љубовта пребива во Бога и Бог во него. Бог дозволува да се покаже злото, да се покаже и неговата благодат и милост. Конечниот исход ќе биде сосема јасен. Бог дозволува. Но сите манипулации и лаги на сатаната оде ќе престанат и ќе се откријат. Бог е тој кој од љубов нашите гревови, знаете кај ги фрла? Во морските длабочини. Еве што се случило. Джеймс Камерун во март 2012 година одлучил да се спушти во Маријанскиот ров, во најдлабокиот дел на, еве тој овде, најдлабокиот дел на Светскиот океан и најдлабокото место на површината на земјината кора. Сакал да испита што има долу во длабочините морски. Најголема длабочина е околу 11 километри. Замислите колку е тоа длабочина, 11 километри на запад во Северниот Тихи океан, источно од јужно од Маријанските острови, близу островот Гуам. Тој сакал да види каква е океанската флора, фауна во таа длабочина. Може би ќе се уплашиме, почитувани, дека таму господинот Джеймс ќе ги најде твоите и моите гревови. Зашто што вели Библијата? Каде ги фрла Бог нашите гревови? Во морските длабини. Но тој влегол натре и кога излегол, ништо не нашол. Еве го текстот да го читаме библиски, односно го поминавме. Еве го. Тој пак ќе се смили над нас и ќе ги сотре нашите беззаконија. Тој ќе ги фрли сите наши гревови во морските длабини. Читајќи го овој текст, овој господин Джеймс Камерун сакал да испита што се наоѓа тука во тие длабочини и ништо не нашол посебно. Едноставно тој вели дека ништо посебно не нашол нешто интересно. Еден адвокат имал дедо кој станал христијанин. И често пати во своите зборувал, ги кажувал следните реченици. Значи, кога ќе прочита нешто Библијата, нешто духовно, нешто за Бога, воодушевен тој велел: слава на Исус Христос, алелуја, амин. Му засметале тие зборови, често пати ги слушал, а требало да има деловен состанок со некој пријател. И така, кога дошол тој деловен состанок и овој човек размислил што ќе прави со дедо му да не му смета, одлучил да го затвори таму во собата, во својата библиотека, во која се наоѓале многу книги со светски автори. Во рацете му дал еден атлас, географски атлас со светски занимливости. Деловниот состанок скоро бил завршен, договорите биле подпишани, а отеднаш од библиотеката се слушнал глас: алелуја, слава на Бога. Повторно го потикнало што сега нашол дедото, па да се воодушеви. И станал адвокатот, отишол во собата и го прашал: дедо, што толку најде интересно во атласот? А тој рекол: сине, дојди поблиску, погледни го Тихиот океан. Маријанскиот ров е длабок 10.924 метри точно. А Бог вели дека нашите гревови ги фрлил во морските длабочини, а на брегот ставил табла со надпис: забрането ловење. Браќи и сестри, драги пријатели, овој човек бил во право, овој старец. Читајќи Библијата, Бог кога нешто ќе избрише, кога ќе фрли,
тој не го враќа повеќе назад. Библијата вели ги фрла нашите греови во морските длабини. Зашто време е да почне судот од Божиот дом. Ако почне најнапред од нас, тогаш каков ли ќе биде крајот на оние кои не му се покоруваат на Божето евангелие? Бог е Бог на ред. Кај Бога нема привилегии. Кај Бога нема факење кривини, што би се рекле. Кај Бога нема подкупување, подмитување. Во овој судски процес не е на прво моето или твоето спасение, туку разбирање на Божиот карактер. Зашто ние се уште не може почитување да го разбереме Божиот карактер. Овде ќе се открие дали Бог направил од своја страна се за спасение на човештвото или пак нешто промашил. Вистина, сигурноста на нашата планета ќе биде ставена на коцка. Не само нашата планета, туку целиот универзум. Целиот универзум ќе биде ставен на коцка. Бог ќе биде ставен на обвинителната клупа. Дали праведно ќе му суди Бог, односно овој суд на сатаната и на неговите следбеници? Навистина, ние денеска живееме во време на судот. Живееме кога се одвива тој небесен суд. Едноставно, кога ќе дојде твоето и моето име, што Бог ќе направи? Како Бог ќе реагира? Затоа е многу важно денеска, почитувани, да ние се покаеме, да дојдеме пред Бога и да ја прифатиме неговата понудена рака. Тој зборуваше со висок глас: имајте стравопочит кон Бога и подајте му слава, зашто настапи часот на неговиот суд, и поклонете му се на оној кој ги создал небото и земјата, морето и водните извори. На кого се ти покланяш? На кого се ти кланяш? Дали на светци, на обичаи? Рековме пред некоја вечер дека во секое село има разни обичаи. Ние треба да го прифатиме Словото, Писмото, Библијата и никогаш нема да погрешиме. Живееме во време на судот. Ова е радосна вест во овој 21 век. Рековме, владее тероризам, владеат проблеми, страф, луѓето се уплашени, но ова е радосна вест. Овде вели: поклонете му се на оној кој го создал небото и земјата, морето и водните извори, затоа што небесниот суд настапил. А тој е голем знак дека Христос полека, кој ќе заврши тој небесен суд, ќе се појави и ќе дојде на ова планета. Јован понатаму вели: ги видов мртвите, мали и големи, како стојат пред Бога, се отворија книги, и другата книга се отвори, книгата на животот, и судени беа мртвите според запишаното во книгите, според делата нивни. Гледате, на мртвите им се суди. Значи, нивните имени излегуваат, не душите. Значи, името на Јанко Јанковски ќе излезе, на Петар Петровски. Тие имени излегуваат, кои се заведени во небесниот регистар. И судени беа мртвите според запишаното во книгите, според делата нивни. Зашто Бог ја изведе на суд секоја работа и што е тајно, било да е добро или лошо. Понатаму, Библијата зборува дека во тој судски процес Бог ќе се заложи, Христос, за секој покаен грев, за секој човек кој дошол кај него и побарал милост, тој ќе плати за него. Замислите, почитувани, да се наоѓате во некој добар ресторан. И келнерот доаѓа, ви го дава менито и вие си порачувате оно што го сакате. Јадете и на крајот што ви носи келнерот? Сметка, така? Ви носи фискална сметка. А ви велите: па јас, господине, мислев дека овде можам да јадам, ништо да не платам. Меѓутоа, последиците се тука. Мора да ја платиш сметката за оно што си го потрошил. Тоа е и во нашиот живот така. Сатаната ќе не оптужи и ќе дојде пред судскиот аудиториум, пред овие поротници и судии. И тој ќе не оптужи да ја платиме сметката. Но кој ја платил за наш сметката? Исус Христос ја платил, зашто ние сме негови, а тој умрел за секој од нас. Мислам дека нас, апостолите, Бог не прикажа најпоследни како осудени на смрт, бидејќи станавме гледка на светот, на ангелите и на луѓето. Ние сме гледање на светот, почитувани, на ангелите и на целата вселена. Ние како Христови следбеници треба да покажеме и добри, позитивни резултати. Исус во една прилика, еве што им кажал на своите следбеници: така треба да свети пред луѓето и вашата светлина, за да ги видат вашите добри дела
и да го прослават вашиот Отец кој е на небесата. Да, ова е многу важно. Ајде еден пример да земеме и полека ќе одеме кон крајот на ова вечерашно проучување. Еден човек во Библијата кој го прославил Бога и можел да му се даде голема диплома или благодарница за тој дипломски испит што го положил. Еве го текстот. Но тој го знае, ова е Јов, овој насликава е Јов, но тој го знае мојот пат, кога ќе ме искуша, ќе излезам како злато. Верно, ја знаете приказната за Јов, но еве само 2-3 реченици. Јов бил еден од патриарсите Исусови или Божи. Живел таму многу далеку во минатото. Бил богат, со имот, имал деца, имал стока. Меѓутоа горе за завесата Бог и сатаната имале разговор. Сатаната го оптужил Јова дека му служи од корист на Бога. А Бог рекол, не е точно. Тој служи од љубов. А то што е богат си е благословен. А тој му вели, дај малце, дрзни го, протреси го неговото семејство, имотот негов, ќе видиш дека ќе те псуе. Бог му вели, еве се ти давам. Само немој неговиот живот да го допираш и да му го одземаш. И за неколку денови, еден по друг од гласниците носеле жалосни вести. Децата сите му загинале. Стоката, Јов останал сам со неговата сопруга. Не само што изгубил се, туку и неговото здравје било доведено до работ. И Јов вели, но тој го знае мојот пат, кога ќе ме искуша, ќе излезам како злато. И навистина, Јов останал чврст како карпа, останал верен и во една прилика рекол, Бог даде, Бог зеде. Тој не го знаел разговорот, планот горе помеѓу сатаната и Бога, но Бог знаел дека животот на Јов ќе покаже дека му служи тој човек од љубов, а не од корист. Ајде да видиме при крајот што гледа сега Данијело. Таму во судската сала или дворана. Видов во ноќните виденија, а тоа на небесните облаци како да идеше синот човечки. Ние пред некоја вечер спомнавме каде за прв пат се спомна зборот син човечки. Кој го кажа? Навуходоносор, сеќавате? Кога тие тројца момчиња беа фрлени во таа жарена печка, а Навуходоносор вели, гледам четворица, а четвртиот како да е син Божи. Но еве сега уште еднаш се спомнува. Данијело вели како да идеше синот човечки, дојде до старецот и застана пред него. Исус е нашиот адвокат, почитувани. Имајте целосна доверба во него. Никој не може да го подкупи. Никој не може да го подмити. Тој е наш застапник. Тој е оној кој вели, овој човек е невин, бидејќи јас му ги простив гревовите. Јас го дадов својот живот за него. И нему му се даде. Кому нему? На Исуса. Му се даде власт, слава и царство, за да му служат сите народи, племени, јазици. Владението негово е владение вечно, кој нема да измине и царството негово нема да се сруши. Навистина, Исус има авторитет и секој од нас може да му служи. Тоа е миг, почитувани, кога целата вселена ќе гледа каква одлука ќе донесе овој небесен суд. И на жалост, таму ќе биде сатаната за секогаш осуден. За секогаш тој ќе му биде забрането. Тој денеска ги брои последните денови и часови. Знае дека како еден песочен часовник полека времето му истекнува. И тој ќе ги удвостручи своите сили, своите лаги со цел тебе да те уништи и мене. И затоа текстот вели, јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа кај Отецот освен преку мене. Врховниот командант Џорџ Вашингтон, текстот вели, бил првиот председател на Соединетите американски држави. После граѓанската војна, едноставно, после таа војна, кај што загинале многу луѓе, еден воен ветеран, човек веќе стар, кој војувал на бојното поле, останал без пензија, без плата, бил разочаран во општеството и решил да отиде да го посети овој генерал, односно председател Џорџ Вашингтон. Сакал да влезе во зградата, но имало стража, секако го одбивале, не можел да влезе внатре. Чекал смена на стражарите, мислејќи дека тие не го знаат, па ќе влезе внатре, но и тие го одбиле.
скоро веќе бил разочаран и се подготвувал да се врати дома. Во тој миг едно дете почнало да трчи поред него и го запрашало: Господине, каков проблем имате вие? Дали можем јас да ви помогнам? Остави ме на мир, синко. Ти си само дете, не можеш да ми помогнеш. Јас дојдов, сепак човекот почнал да зборува, јас дојдов кај председателот, барајќи од него помош, но никој не ме прими. Ти си премногу малечок, момче, да ми помогнеш. Но, Господине, раскажете ми што ве мачи, инсистирало детето. Тогаш овој стар господин го отворил своето срце и почнал да зборува. Се боре во војската на овој командант, на овој врховен командант Вашингтон. Бев подготвен и својот живот да го дадам за него, а сега сум бездомник. Немам пензија, немам плата, немам ушто да живеам. Немам кров на својата над глава. Сакав да разговарам со председателот. Само тоа ве мачи? Момчето прашало. Ајде, појете со мене, рекло детето. И го фатил човекот за рака. И се доближили до зградата, до еден од прозорците. И малиот повикал: Тато! А врховниот командант на американската војска, Вашингтон, излегол на прозорецот и рекол во униформа, секако бил: Кажи, сине, каква мака имаш? Тато, сакам со овој човек веднаш да разговараш. Важи, сине, рекол Вашингтон, ќе и кажам на стражата да го доведе кај мене. Почитувани, ова го прави Исус за мене и за тебе. Исус е гори му вели: Тато, овој човек, разговарај со него, зашто се покаја и ќе биде спасен. Овој човек, тато, мојата крв ги пере неговите гревови. Овој човек, оваа група, ова население, овие луѓе се мои деца, мои следбеници и затоа, Оче, прости им, односно, мојата правда нека ги покрие нивните слабости. Ова е, почитувани, крајниот резултат на судењето. Ајде да погледнеме што на крајот се случува. И ја пеа песната на Мојси, Божиот слуга, и песната на јагнето велејки: големи и чудесни се делата Твои, Господи Боже, Вседржителе, праведни и вистинити се Твоите патишта, царе на народите. Ова е крајниот резултат. Праведните, спасените ќе ја пеат песната на победата. Зарем ова не храбри, почитувани, дека Исус, односно Бог, седнал на обвинителната клупа наместо тебе и мене. Затоа е многу важно денеска дали ние го прифаќаме тој понуден дар. Рековме на почетокот, многу луѓе ќе бидат изгубени, не затоа што биле грешни. Сите сме ние грешни во една категорија, но затоа ќе бидат изгубени што не ја прифатиле таа понудена рака. Не го прифатиле Исус кој вели: јас сум пат, вистина и живот. Нека Господ ни помогне да ја прифатиме понудената рака. Ниједен од нас да не биде изгубен, туку сите да ја пееме ова песна, песна на јагнето, песна на победата, песна на славата. Нека му е слава на големиот Бог. Амин. Ќе се помолиме на крајот. Драги Боже, на крајот од ова предавање пред Тебе стоиме, ти кажеме големо фала за ова откровение, дека Ти си седнал на таа обвинителна клупа место мене, место нас, место човештвото, место сите оние кои ја прифатиле Твојата понудена рака, кои се покаяле, ја примиле Твојата милост, Твојата благодат и Твоето спасение. Те молиме, Господе, за многу луѓе кои не Те се уште познаваат, кои се уште се таму некаде во своите лавиринти на својот живот. Потикни ги и помогни им да ја сватат, да ја разберат вистината, да ја прифатат Твојата понудена рака и дека еден ден можат и Тие заедно со нас, со многу луѓе, со милиони луѓе, да се најдеме во една група која ќе ја пееме песната на победата. Помогни ни во тоа. Тоа Те молиме и Ти благодариме во името Христово. Амин.